Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште една епизода на подкастот на невладината организација Преспа повикува или Преспа Колинг. Денеска во нашето студио, на наша голема чест, ќе можеме да имаме еден разговор со Ана Опачич, филмски режисер, и Стефан Рајчковик, член на продукција на играниот филм Трета смена, кој што моментално е во фаза на продукција. Мислам дека тоа е точниот термин, предпродукција. Денеска ќе разговараме малце за филмот, за зошто баш разговараме за овој филм, ќе дознаете од текот на подкастот. Сигурно дека е поврзан со Преспа, ќе кажеме како е поврзан со Преспа и пред да започнеме со сите овие детали, јас би сакал нашите гости да ни се представат накратко за нашата публика да ве запознае. Кој сака прв? Поведете. Дамите ќе ги оставиме. Лазе, фала ти многу на покана. Поздрав до сите гледачи на овој подкаст. Како што кажа, јас се викам Ана Опачич, филмска режисерка сум. Инаку сум од Хрватска, али веќе да не кажуваме колико. Подолг период си живеам и работам во Скопје. И во момент сум во подготовка за својот прв долгометражен филм Трета смена, кој што комплетно ќе го снимаме на Преспанско езеро. Така. Ти благодарам за честа да гостуваме. Како што најави, јас сум Стефан, член сум на продукцијата што го спремаме филмот. Долги години работев во полето на маркетинг. Ова е една, да речеме, релативно нова индустрија за мене, но многу интересна, со многу предизвици и се останато што вклучува во тоа. Така. Нас како невладина организација ни е многу драго што најпрво одбравте да го снимате овој филм во Преспа. Ана, може да ги повторим уште нешто локациите кои ќе бидат вклучени во самото снимање? Секако, да. Сите локации ќе бидат баш на самото езеро, тој дел го одбравме, не оној внатрешниот. Значи, Стење, Отешево, Асамати, Претор, Наколец и Ресен се разбира, и ќе имаме уште една сцена во Национален парк Пелистер. Ама значи во главном тие баш на самото езеро, да таму ќе биде. Така, значи филмот ќе една разгледница за Преспа, ќе го фатите целото крајбрежје. Не се сомневам дека ќе представите Преспа во многу добро светло. Сега, зошто баш Преспа би сакал да знам? Затоа што мој прв, од кога се доселив тука во Македонија, мој прв одмор во Македонија беше во Претор. И Претор многу ми се допадна. Сега овако многу ми се допадна и од другите два езера, и од Доран и од Охрид, заради недопрена природа и заради мир кој што го нуди. Значи, се шетаме по Претор, не треба да се вртиме позади дали ќе поминат кола, значи само тука се неколку куќиња, возиме точаци без икаков проблем. Таа природа е нешто што најмногу ми се допадна. Баш онако одмор, барем за мене, оно што представува одмор, во права смисла на тој збор. Дрвја, езеро, многу малце луѓе, идеално. И некако ми се чинеше логично Претор да биде еден од локации каде што ќе треба да се снима филм, затоа што и самото сценарио, значи станува збор за еден професор по музичко кој што има 65 години, се значи доближува на кај пензија, доживува еден вид, да кажеме, на нервен слом, и неговиот доктор му кажува да излезе малце надвор од Скопје, да се рехабилитира, да појде некаде надвор од таа гужва, и он си доаѓа во Претор, неговото родно место, каде што последен пат беше дојден пред 30 години, кога му почина мајка и тато, и од тогаш он повеќе не си доаѓаше, и значи сега после 30 години он се враќа назад дома, и на самиот почеток све го нервира, све му смета, не може никако да си најде заеднички јазик со луѓе, ама како што ќе поминува време, он всушност разбира дека тоа е дома и дека нема да се враќа назад во Скопје, дека тука ќе остане. Така. Значи,
приказна која што е би рекол спротивност на денешницата, која што ја гледаме многу често одресено име во Скопје. Да, точно се овој се враќа назад до. Така, значи вистинска промоција на Преспа и покрај на пейзажите ќе кажете и зошто е баш добро да се вратиме. Точно, па затоа што е некако го гледаме тоа како повратак во природа, jer он таму ќе се дружи со луѓе кои што ловат риби, собираат јаболки, чаеви, печурки, ловат животни, баш си живеат во склад со природа, во некаква хармонија и он полека со гледа кај професорот, таа некоја своја од 3 до 7 работно време, полека ќе се менува и ќе почне да учествува во тој ритам на тоа мало место. Супер. Имавте некоја како да речам шема кога ги избиравте локациите или едноставно овие локации ви оставија најголем впечаток во Преспа? Па прва идеја беше претор, значи кога почнав да пишувам сценарио, од старт беше претор и ниту едно друго место знаевме претори, jer баш во таа куќа каде што седевме ми беше инспирација за да почнам да го пишувам сценарио. И после со години доаѓавме, баш и пред 2 години со колега Стефан бевме тука, значи од периодот кога е напишано сценарио до кога ќе се реализира е некои 9 години, значи многу долг процес и бевме доста пати доаѓавме во тука регион и истражувавме, баш онако авантуристички беше, ко мали деца кога се качуваат по дрвја и си шетат по шума и само сликаат. Ете така и нам ни беше, секое доаѓање беше баш онако ко повратак во детство, некако како што имавме и многу убаво си поминавме и истражувавме. Ние знаевме само за претор, не знаевме за Камп Крани или Отешево или Стење. По пат, значи како одевме, ги запознававме локации, ама најбитно е све запознававме многу прекрасни луѓе кои што ни беа дополнително потик да останеме тука, да знаеме дека сме на право место. Така, значи и ние не ви избркавме така. Не баш. Успеавме да ве задржиме. Со Стефан во еден претходен разговор, сега баш пред да почнеме, се наврате малце назад на одморалиштата во Претори во Асамати. Дали може да и тие имаја некаква улога да ги одберите тие локации? Колку вашите претходни сеќавања мемории од детството? Сигурно имале улога, бидејќи тоа се едни многу убави спомени од детството, каде што се дружевме како деца на носеа, си дадоа некаков допринос, можеби да ги видиме и да направиме некоја селекција од нив. Така. Баш е интересно кога ќе разговараме со некој кој што не е од Ресен или не е од Преспа, секогаш добивам една нова и свежа перспектива за крајот во кој што сум живеел цело време. Па и вас во тој контекст сакам да ве прашам кој беше најинтересно откритие во Преспа откако почнавте или со Претор, па рековте дека откривавте едно по друго место, ако можеме дали би можеле да извоиме некое такво? Тешко прашање. Нешто најчудно, најкарактеристично. Јас би извел природата и луѓето мене ми оставија најубав впечаток. Значи во овој регион толку се сите пријатни, културни, спремни да ти излезат, да ти помогнат, што искрено малце сум разочаран во остатокот, да речеме, од нашава држава, колку тоа меѓучовечност полека се губи. Тука гледам сплотеност, гледам убави луѓе, гледам луѓе што лесно може да ти помогнат, а ако не можат да помогнат, да те упатат кон правиот, да речеме човек, што е навистина за восхит. Так. А дополнително кој ќе оставиме природата, кој ќе оставиме сите убавини што ги дава овој регион и нели нормално мораме да ја спомнеме, нема пуба јаболко Македонија, да видиме, да кажеме вистината. Така. Супер, мило ми е што сте добиле таков впечаток за нас и не случајно можда првиот човек кој што го запознавте во Преспа беше Илија, така? Да, така е. Да. Мислам дека сте го нашле правиот човек за да ви водиш низ Преспа. Ама Илија еве сега се крие, ама следен пат ќе дојде и он тука да се изборува, затоа што и он стана пуноправен член на екипа и секој ден се слушаме по 100 пати на мобител и си работиме ептен
континуирано и редно за све што ни треба, ајде ќе му свртам на Илија да прашам дали знае. Илија секој пат знае. И ако не зна, за 5 минути ќе зна. Го знае човекот. Да. Пак е повторно мило ми е што сме оставиле таков впечаток на баш гостопримливи луѓе. Да можеме да се надоврзиме нова. Знаеме дека самото снимање на филмот треба допарва да започне во ресен или во преспа. Па сега би сакал да ви оставам малце време, да ви оставам ево како мој подкаст како платформа, да ни кажете кои се некои од работите кои што можеме ние да ги помогнеме во својство на волонтери. Па оно прво што нема да кажем сега дека ни треба, оно што прво што сакаме да оствариме соработка со луѓе од овој регион е актери ни требат, статисти, епизодисти, а може би ако некој ептен ќе ни се допадна, ќе напишемо и посебно некоја поголема улога за него. Значи бараме сите луѓе што сакат нешто ново да пробат во живот. Jer живот е ептен, прекраток, па зашто не ете да некој каже јас во живот има играно во долгометражен филм. Значи бараме актери од 6 години до 90 години. Така да и машки и женски ги бараме, не треба да имат апсолутно никако искуство, него ето чисто да имат желба да си испробат нешто ново, да видат како е тоа на филмскиот сет и да се подружат со Јелена Јованова, со Сенко Велинов, со Пепи Мирчевски, со Борис Чоревски, на кој што уште не му кажав дека ќе глуми во филм, ама еве сега Чичко Борис ќе глумите во филм. Билјана Драгичевиќ Пројковска и редица македонски познати актери. Така да тоа е оно прво што сакаме да оствариме посериозна соработка и во периодот од 11 до 19 март ќе имаме аудиција. Значи сите заинтересирани без никаква паника, трема, значи може да дојдат на кастинг каде што ќе се запознамо, ќе направиме муабет и ќе видиме дали ќе се кликнемо или не, ама мислам дека да, затоа што еве на пример што кажа Стефан, кога бевме во кампа Самати и во кампо Тешево, кога остваривме контакт со луѓе што попат ги запознавме и кога им кажавме дека ќе снимаме филм и дека бараме актери, сите беа во фазон, да, еве сега, сакаш сега веднаш да ме слушаш што треба да кажам. Сите беа многу заинтересирани, така да се надевам дека и сега од 11 до 19 март исто тако ќе се собере. Да, затоа што имаме многу убави групни големи сцени каде што имаме како веселба во градот, како што е прочка во Јанковец, како што е и почеток на сезона на Берење јаболки, тако и во филм ќе има една тако голема забава каде што ќе ни треба многу луѓе, така да мислам дека во статирање ќе биде многу забавно, ќе има јадење, пиење, музика, кој не би сакал да дојде на нешто така, да учествувам. Да, значи еве можда премиерно тука објавен овој повик за кастинги за улоги во филмот. Кој подобро да изглумите ресенчани од нас? Значи ние треба да сме, мислам, го имаме можноста да глумиме ресенчани во филм и јас би ја потикнал сите. Еве ви кажа дека не е ништо комплицирано, не треба претходна драмска игра или искуство, туку треба да си го представиме градот. Да сме ние ресенчаните во филмот кој што е направен за ресенчани. Мислам дека уникатна прилика, мислам дека со ваква покана сиве треба да искористиме, кој што сега нормално имаме 2 драмски групи во градот, 2-3 драмски, колку се? 2. Најпрво да упатиме на Апел до нив. Да. Така, мислам дека е одлична можност за младите кои што се занимаваат со глума веќе на аматерско ниво да учествуваат сега. Да. Ама ги сакаме и оние малце постари, плюс 65, тие ни се исто тако таргет група и баш денес со Илија си зборевме, ако не дај Боже никој не се пријави, ќе одиме на плоштад и онда таму ќе седиме како некој ќе помине овако за рака, ќе го фатиме, ќе го прашаме дали сака да игра во филм. Така да од сите од Кој? Да, Хари, така. Така да од сите возрасти ни требат луѓе. Така. Јас би додал само дека е многу убава прилика, ни требаат и повозрастните, за помладите,
бидејќи ќе имаат некоја можност да се запознаат како функционира еден филмски сет, да ги видат сите предности, сите можности што ги нуди, можеби ќе им стане животна одлука да се насочат кон ова поле. Тука би се дал пример сами од себе си, како што ти кажав, јас доаѓам од светот на маркетинг, иако е тесно поврзан, полево е премногу интересно и доведува до нови искуства. Да. Еве гледате дека екипата е отворена за соработка, така да ако на било кој начин се интересирате за филмска продукција, за глума, ова е вистинската можност, не треба да патувате, се е во Ресен, значи можете да учествувате без никаква пречка. Не е ни годините не се никаква пречка. Да, и фамилиарно да ги викнат баби и дедовци. Да, дури така да биде цела фамилија може да станат да се пријават и да дојдат на кастинг. Локацијата за кастинг ќе биде дополнително објавена, ќе ви информираме за тоа. Друго нешто освен да учествуваме на кастингот, можеби некако да дали пример што отворени за соработка со локални компании, со нешто такво? Да, секогаш сме отворени, да. Апсолутно, значи сите кои што може да помогнат на било каков начин се добродојдени. Значи си зборуваме локал, еве на пример во Претор има брод Романса кој што веќе долго години не во функција и таму имаме еден дел каде што ќе снимаме и ќе треба сега работна рака да се исчиси, да се дотера брод, ќе треба на пример да се костри, дали така се вика, да се коси, да се сечат дрва и такви некакви работи, така да ќе ни треба некако од сите аспекти луѓе, секако тоа све ќе биде платено, да не би сега ќе ги искористуваме и нема ништо да добијате апсолутно, све ќе биде платено, а компании кои што сакаат да учествуваат, кои што ќе бидат значи како партнери, спонзори на филм, на пример еве сега гледам тука Apple Juice from Царев двор, отворени сме и за такви значи сокови грицки, зборевме преска со канти јупол и такви работи, колку и да звучи ова комично, значи за некако е таков тип на спонзорства, ама секако они ќе бидат испочитувани со тоа што ќе добијат лого, што ќе на крајот од филм или лого ќе им биде на постер или на влезница, така да нема да биде, ќе биде значи видлив, ќе биде видлив нивниот допринос кон филма. Така, добро. Ево, слушнавте, мислам дека доволно јасно беше објаснето секое што сите овие работи кои што ги кажавме до сега. Јас бидејќи Преспа не толку често ја гледаме на големото платно. Тешко е да се снима филм во Преспа, дали е предизвикот голем, дали еве и од маркетиншки аспект би прашал дали ни фали маркетинг, не недостига во Преспа за да се почесто ја гледаме како да гледаме почесто сцени од Преспа во македонските филмови. Апсолутно би се согласил дека фали одделот на маркетинг, бидејќи ова е толку една убава природа што треба повеќе да се искомерцијализира. Секако збориме до нормални рамки и граници, но самите туристи би ја заживеале економијата, би додале до поголем придонес и би било се поубаво. Така, иначе сите услови за снимање се важно нормални. Немој да фалиш премногу, па сега сите ќе дојдат. Нема ние да сме посебни. Добро, ние помеѓу првите сме така да. Да. Имате таа заслуга. Да, па Тони, освен Деца на сонцето, имаме некој друг македонски филм снимен во Преспа во последни години? Не. Мислам дека не. Слушнавме толку пофални зборови ево за Преспа. Струја имаме, вода имаме. Да. Најверојатно не е толку тешко да дојдат луѓе овде да искористат оден што имаме да го прикажеме за филм. Да, малце логистички е покомплицирано сега цела екипа да се носи од Скопје тука. Поголеми трошоци се разбира, многу полесно е да си снимаш во Скопје, каде што сите ги знаеш, не треба пат смештај да се плаќа и сите такви работи, ама па мора нека жртва да се направи за да излезе нешто убаво, така да не ја даваме Преспа, не ја менуваме за ниту една друга локација. Така.
еве са пример тие што се мислеа да се пријават за статисти, отприлика кога би било кој период да си го резервираат онака? Па, начелно снимање треба да е во мај, така да тој период. Ама секако во март, од кога ќе ги одберемо, наш асистент на режија ќе биде цело време во контакт со нив и ќе им каже точно кои се дати, колку дена, од колку до колку часот, како треба да се облечат, на што треба да внимават, така да континуирано ќе бидеме во контакт со луѓе од тука. И ќе повторам уште, значи не треба никако професионално искуство. Голем дел од филм всушност ќе бидат натушчици, не професионални актери, затоа што баш има многу интересантни луѓе тука, баш уникати, како во филмови на Фелини, така и тука баш посебни луѓе, така да се надеваме дека ќе се пријават, дека ќе го погледат подкаст и дека ќе се охрабрат и дека ќе дојдат. Така, еве, Само ви додам, не е ова ништо страшно, многу интересна екипа, многу забавна пред се екипа би додал и би ги охрабрил уште еднаш да се пријават, да дојдат за да направиме. Присуствувавте и на настанот Порочка во Јанковец, така? Да. Сигурно видовте некои интересни улоги и таму. Мисли дека да. Па цело време вако бевме со мобилен во рака и ги фотографиравме. Сега ќе ги покажеме сликите на Илија и Илија ќе открие Илија ќе ги лови кои се тие, така да, имаше таму многу интересантни луѓе. Гледавме тие што беа најактивни, што играа цело време, така да најдовме и таму баш потенцијални, па сигурно едно 20-так луѓе. Така, сте били на скаутинг, Да, непланирано и неочекувано, баш многу убаво. И на самата Порочка многу интересантно, многу интересантни обичаи, баш нешто што немам видено до сега, скроз се изненадив, така да ќе дојдеме и следна година. Ако ќе не поканите. Така. Само следна година и ние ќе се облечеме. Сега бевме овако обично, ама следна година со маска и ние ќе дојдеме. Добро. Тони, да имаш некое прашање? Ништо, само да се благодарам дека преспеќе промовидат. Голема работа за нас. Тони се заблагодаруваат за нивниот подвиг. Мислам дека ова што го кажа Тони е мислењето на секој еден ресенчанец, преспанец. Ние како невладина организација ви благодариме најпрво за она што сте се сетиле на Преспа, да снимите еден филм тука, после за сите оние работи кои што ќе се производ на вашата работа, од промоција до афирмација на преспанските убавини. Така натаму ви благодарам и за одвоеното време и се надевам дека во една прилика ќе можеме дури да го промовираме филмот на овој подкаст. Па премиера ќе правиме тука во Ресен, само да предложите локација. Во киното. Добре. Интересно е што во Преспа имаме објект кој што го викаме киното, само моментално се користи за театарски представи, за манифестации, да. Добро, не знам. Лесно може тоа. Да, нема проблем. Најверојатно Ќе донесеме би го платно прилагодиле. проектор, нема проблем. Мислам дека доколку одлучите промоцијата на филмот да е во Преспа, дека сме должни да го испочитуваме таа желба и да ви возможиме да имате промоција тука. А мора, а каде друго ако не тука, така да. Баш така. Да. Да имате уште нешто што сакате вие да го кажете дополнително? Само сакаме да ви се заблагодариме што не поканивте, што бевме дел од оваа емисија и се надевам дека ќе имаме прилика пак да гостуваме. Да, исто ви благодариме на гостопримноста, на тоа што сте љубезни и што ни излеговте во пресек. Така, ви благодариме и ние. Почитувани гледачи, вас ви благодариме што не следевте уште една епизода од подкастот на невладината организација Преспа Колинг. Се надеваме дека ќе имаме добар одзив на барањата на денешните гости, дека ќе се појавиме во доволен број на кастинзите и дека ќе помогнеме во реализацијата на овој филм. Имајте пријатна ноќ, имајте добар ден, имајте добро утро, каде да сте. До гледање.
Ето.